На 2 месеци пред почетокот на жетвата, оризопроизводителите од Кочанскиот регион предупредуваат дека новата реколта ја дочекуваат без решение за најголемиот проблем – откупната цена. На средбата со новиот министер за земјоделство, тие побарале државата да интервенира, бидејќи како што велат, сегашната цена што ја нудат откупувачите не ги покрива ниту основните производствени трошоци, поради што инсистираат на нова пресметка на производната цена и законски правила кои ќе го регулираат откупот. Очекуваме дека ќе имаме нова производна цена, која ќе изнесува околу 30 денара, меѓутоа, за жал, кај откупувачите тоа не доваѓа до слух и затоа е ова сега што се случува со оризовата арпа која зимат и по 18 денари. Меѓутоа, ние како оризопроизводители ќе останеме доследни на нашите барања. Ќе бараме од владата и од самиот министер да се изготви закон, во кој закон ќе влезе како и правилник за откуп на оризовата арпа. Земјоделците сметаат дека со сегашните услови не може да се обезбеди опстанок на производството. Велат дека без цена која ќе ги покрива вложувањата и ќе остави минимална заработка, се повеќе производители ќе се откажуваат од оризот. Не може производна цена 25 да се откупува по 18, а барањето беше и договорено беше 25% над производната цена, за да можеме да го одржиме земјоделието, не да живееме, да преживееме. Сега откупна цена за 2026. 35 динара минимум треба да биде за да обстојат земјоделието. Во спротивно, оризо како и многу култури што ќе даа корепката, апионот и оризо ќе доживее иста судбина. Покрај барањата за повисока откупна цена, оризопроизводителите очекуваат институциите да преземат активности и за пласменот на домашното производство. Во пресрет на новата жетва, тие очекуваат владата да помогне во отворење странски пазари и зголемување на извозот на македонскиот ориз. За Сител, Трајан Ристовски.